Добре дојдовте, денес зборуваме за нешто што би можело целосно да го смени начинот на кој комуницираме со технологијата. Зборуваме за OpenHuman.ai, платформа која е замислена како продавница за апликации, само што наместо апликации купувате дигитални, реалистични луѓе со вештачка интелигенција. Ајде да почнеме со оваа мокшна, визионерска изјава. Таа совршено ја поставува рамката за целиот овој разговор. Се работи за една фундаментална промена. Преминуваме од апликации кои се само алатки, кон дигитални суштества со кои всушност градиме односи. Но за да ја сватиме големината на оваа идеја, прво мора да разбереме кој последниот голем предизвик што технологијата треба да го надмине за да стигнеме дотаму. Гледајте, основните компоненти за создавање дигитални луѓе се веќе тука и се неверојатно напредни. Го имаме мозокот, благодарение на големите јазични модели како ChatGPT. Го имаме и гласот, кој звучи застрашувачки природно, со технологии како и Levan Labs. И секако го имаме лицето, фотореалистични 3D модели создадени со алатки како MetaHuman. Значи сите делови се на маса. Имаме интелигенција, имаме глас, имаме изглед. Па што е тогаш последното делче од служувалката што се уште фали? Еве го одговорот. Најголемиот предизвик што останува е да се направат овие дигитални луѓе да се движат природно, експресивно и сето тоа да биде синхронизирано со она што го зборуваат. И тоа во реално време. Без ова, тие се само статични аватари што зборуваат, нели? И токму тука на сцена стапува OpenHuman.ai, како визионерско решение за ова последно, но клучно технолошко тесно грло. Значи, што е OpenHuman.ai? Замислете го како отворен пазар. Место каде што талентирани креатори можат да создаваат уникатни дигитални личности, а ние како корисници можеме да ги избереме и да ги користиме буквално секаде, на сите наши уреди. Аналогијата е толку едноставна, а сепак толку моќна. Исто како што App Store на Apple го смени светот на мобилните апликации, така OpenHuman има цел да го направи истото за дигиталните луѓе. Овој концепт не е измислен од нула. Се базира на веќе докажани модели. App Store продава апликации, Shopify е за e-трговија, Steam е за игри, епа OpenHuman.ai го применува истиот тој принцип, но на една сосема нова, револуционерна категорија. Интерактивни и интелигентни дигитални моги. Добро, идејата е јасна. Ајде сега да видиме како овој екосистем всушност би функционирал и кои се клучните играчи во целата приказна. Системот се држи на 3 основни столба, кои работат во совршена симбиоза. Ги имаме креаторите, кои ги создаваат дигиталните луѓе. Ја имаме платформата, која ја дава целата инфраструктура. И секако ги имаме корисниците, кои ги користат овие дигитални асистенти. И најдоброто е што секој учесник добива јасна вредност. Креаторите можат да го монетизираат својот талент без да се грижат за технологијата позади. Корисниците добиваат постојан, персонализиран асистент, што е секогаш со нив, а платформата се разбира ја овозможува целата оваа интеракција и за тоа зема провизија. Моделот на приходи е исклучително транспарентен и, да бидеме искрени, многу дарежлив кон креаторите. Дури 70% од приходите одат директно кај нив. Ова е клучно, бидејќи создава огромен поттек за создавање на квалитетни и разновидни дигитални личности, што пак го прави целиот екосистем побогат. А сега, ајде да зборуваме за најмокната карактеристика на целава платформа. Она нешто што ја прави на вистина уникатна, а тоа е беспрекорното присуство на повеќе уреди. Ова е тоа што го прави OpenHuman вистински револуционерен. Идејата не е да имаме различни чет-ботови на различни уреди. Не. Идејата е да имаме еден постојан асистент со една заедничка меморија, кој знае се што сте разговарале, без разлика дали тоа било на телефонот, на лаптопот или на паметното огледало. Ајде да го направиме ова пореално. Да замислиме еден ден со асистент, да речеме Ейми. Денот почнува со поздрав од паметното огледало. Потоа во автомобилот Ейми продолжува разговор што сте го почнале дома. На работа веќе знае кои ви се приоритетите. На пауза за ручек дава предлози според вашата локација. Во супермаркет се појавува на киоскот за да ви помогне со листата за купување. И на крај дома на паметниот телевизор дава предложи за филмови. Истата Ейми со истата меморија на секаде.
Може би звучи како магија, но позади ова стои сериозна технологија. Зборуваме за еден ист асистент на повеќе уреди, со целосно зачуван контекст. Ова се постигнува преку централна меморија во облакот, која се синхронизира во реално време со секој уред. Преминот од еден уред на друг е речиси моментален, а системот дури има и режими за приватност свесен кога се наоѓа на јавен уред. Добро, откако видовме како функционира, ајде да се вратиме на пошироката слика. Што значи сето ова за иднијата на нашата интеракција со компјутерите? Суштината е во оваа промена на парадигмата. Преминуваме од свет каде користиме апликации за да завршиме некоја задача, во свет каде што градиме долгорочни односи со дигитални суштества кои учат, се развиваат и растат заедно со нас. И за крај, едно прашање за размислување. Со оглед на тоа, каде се движи технологијата? Дали е можно следната апликација што ќе ја инсталирате да не биде само код, туку дигитална личност?